Злоупотреба на јавни простори, училишта и други канцеларии за партиски собири и средби, употреба на државни и општински возила, како и опрема за партиска намена, присуство на актуелни градоначалници и јавни службеници на партиски средби, како и злоупотреба на општински веб страници и официјални општински профили на социјалните мрежи за објава на партиски настани. Ова е само дел од злоупотребите на локално ниво, кои што досега се утврдени со проектот Надзор на терен, потенцијална злоупотреба на административните ресурси на локално ниво. Иновативноста на овој проект е токму тоа, бидејќи на сите митинзи, на сите партиски средби, во сите општини ќе се користат и релевантни докази, односно фотографии, видеа, веб страни или линкови од социјални мрежи, кои што ќе ги објавуваат политичките партии, за сето тоа да може да биде документирано и основано. Проектот завршува на 15 ноември, бидејќи мора да го почекаме и вториот круг. Првиот извештај, првите податоци се очекуваат да бидат спремни пред крајот на годината. Фото и видео документација се прави од сите настани каде што може да има злоупотреба на општинските ресурси за партиски цели. Се следат отворање на инфраструктурни проекти и други настани, понатаму од страна на културни се следат и културните манифестации и тоа различни видови на концерти, организирани од страна на општината, фестивали и изложби, како и спортски активности надпревари кои што се организирани исто така од локалните институции. Најпрво се присуствува на настаните и се идентификуваат користените ресурси, односно дали се користат јавни простори, возила, опрема и персонал од општините, а понатаму исто се регистрира дали овој настан се користи за партиска промоција. Проектот се спроведува во 25 општини, од страна на обучени, акредитирани наблюдувачи, од страна на ДИК, како што се и ЛАК Агролидер, а истиот финансиски е поддржан од Меѓународната фондација за изборни реформи ИФЕС.